Се подготвуваме да чекаме новата 2026 и се разбира секој од нас со своји планови. И она кој нели сака да го направи за вечерната дружба или во кругот на друштвото и пријателите и семејството. И секогаш кон крајот на годината или за новогодишната ноќ препорачуваме и ние заедно со докторите апелираме да се забавуваме и да празнуваме одговорно. При тоа, здравјето да биде наш приоритет број 1, како и секогаш, и да внимаваме како со алкохолот, така и со мрсната храна. Во однос на сите оние извештаи кои што пристигнуваат на 1 јануари, за кои што верувам ќе известува и информативната редакција на Телми и нашите колеги од редакцијата, со надеж дека тоа ќе бидат помал број на случаи со кои што ќе интервенира брзата помош, но како идеја ние може во продолжение сметавме дека е добро на лице место заедно со Марија да зборуваме токму за тоа, подготовката на брза помош за новогодишната ноќ. И на брзата помош или на докторите им треба подготовка, иако ова е една редовна подготовка или, како велиме, на готов сите оние кои што ќе бидат вечерва на смена. Што може да очекуваат со оглед на сите години искуство наназад. Но Марија ни е на лице место токму од таму со доктор Ана Џарева ова утро ќе советуваат и верувам дека оние кои што не гледаат или можеби ќе пренесете на оние кои што не гледаат, но како и да е сите да бидеме паметни, умни и одговорно да се однесуваме вечерва, се со цел на сите да ни е убаво и забавно. Марија, поздрав од нашето студио. Ние сме супер екипа во моментов и за кратко следува разговорот со Катерина Ангеловска, но претходно подготвени да ги слушнеме советите од секако твојата соговорничка доктор Ана Џарева. Повели. Добро утро да сите вас во студиото. Токму така, со оглед на тоа дека на некој начин новогодишната ноќ е синоним за инциденти, убаво е да се направи оваа тема од терен, односно да се зборува за самата подготвеност на брзата помош, колку всушност се истите подготвени за новогодишната ноќ и зашто најчесто имало јавувања досега во однос на овој период. Многу повеќе во продолжение слушаме од мојата денешна гостинка доктор Ана Џарева. Добро утро и добро дојдовте во Утринска. Добро утро. На самиот почеток, како се подготвувате за генерално за овој новогодишен период и за новогодишната вечер и дали сте подготвени генерално за вечер? Значи, за новогодишните празници имаме ангажираност големен број на екипи, 11 ќе работат во тек на вечерта, од кои што 10 ќе бидат распределени во трите пункта на ИМП и една екипа ќе се наоѓа на градскиот плоштад во Скопје, каде што се очекува централната веселба да биде. Имаме обавестување за сите поголеми настани што ќе се случуваат во градот и таму ќе интервенираме само по потреба, доколку за нас постои интервенција. Иначе да, спремни сме, веќе се знаат екипите и кој ќе биде и во друга страна е обезбедена и 24 часовна здравствена заштита во пунктовите на ноќните служби, каде што граѓаните ќе можат да си ја побараат лекарската помош, а во исто време и ќе работи и домашна посета со своето нормално работно време. Меѓутоа се очекува зголемен обем на работа, па така да потребно е рационално користење на сите ресурси, поготово на екипите на брза помош. Последните денови од месец декември навистина имаше секојдневно, може да се каже, новогодишни забави, прослави. Дали пак во овој период имавте зголемен број на повици и многу работа? Да, се очекува декември месец е месец на прослави и имаше зголемен обим на работа заради новогодишните прослави кои што се организира и од службите, тука се и славите. А денеска се очекува најголемата гужва која што ќе настане заради дневната шема на славење, која што е популарна кај помладата популација и последните неколку години доаѓа до зголемување на тој тренд на славење. Кажете ми, дали имате некои податоци за тоа како поминавте минатата новогодишна ноќ? Минатата новогодишна ноќ била релативно мирна, релативно со 35 интервенции во тие неколку часа, што е релативно пристојно. Повеќе се работело за популизирани лица и тоа кај помлади особи, па има и малолетници, од кои што 4 од наша страна се однесени на токсикологија, другите се заминале дома и имаме тројца што се однесени во ургентниот центар, кој што се работи за повреди. За сообраќајки, конкретно тие неколку часа било мирно.
Еве, велите дека најмногу станувало збор за алкохолизирани лица. Со оглед на тоа дека тоа е и најчест проблем во овој период, особено за време на новогодишната ноќ. Која е вашата препорака во однос на нашите гледачи кои што денеска ќе ја прослават новата година и се разбира дека верувам ќе има присутно и ќе има и на самите новогодишни маси и алкохол? Да бидат сумерени во консумирањето на алкохол, да не се вози во алкохолизирана состојба, затоа што тогаш се најчесто се случуваат сообраќајките и само повредувањата се случуваат кога е алкохолизирано лице, да не се консумираат други психотропни супстанции, храната да биде во умерени количини, а и да не се користат пиротехничките материјали и огнестрелните оружја. Огнестрелните. Едно без друго не оди, треба да бидеме внимателни во секој поглед. Пред самиот крај ќе ве прашам и како рационално да ја користиме на вашата линија со оглед на тоа дека денеска доколку има непосакувани ситуации, најпрво треба да се насочи вниманието кон нив, нели, и на некој начин и ние како граѓани да помогнеме. Значи секогаш присебност е потребно и да не се бара без потребно брза помош, поготово се однесува за хроничарите и тие што може да се средат од страна на матичните, сепак е денеска работен ден, да се остави место за тие што се стварно акутни состојби, а во однос на пијаните лица да се види дали сака пијаното лице брза помош, да се пристапи кон лицето кое што е онесвестено, да се види во каква состојба и потребно е тој што е првиот што ќе пристигне да даде првата помош. Потоа е медицинската помош. Значи секој граѓанин е должен да пружи прва помош. Тоа е и законска негова обврска. Ве благодарам за сите информации што имавме можност да го слушнеме ова и да направиме еден ваков разговор во пресрет на новогодишната ноќ. Среќни празници на цела Република Македонија и да се надеваме дека ќе поминеме добро. Благодарам уште еднаш, среќни празници и на вас. Се надевам сите информации беа добродојдени. Говоревме за подготвеноста на брзата помош, исто така какви се зашто има најчесто повици во овие новогодишни периоди за време на новогодишната ноќ, но исто така напоменавме дека треба да се користи рационално нивната линија со цел и ние како граѓани да отстапиме простор на оние на кои што ќе им биде најпотребна помош. Ти благодариме, Марија, и ние истото го посакуваме и апелираме заедно со вас и со доктор Ана Џарева, односно преку овој разговор, повторно апел, совет и препорака како да поминеме безбедно новогодишната ноќ.